Nećemo ti mi u tu Makedoniju, mi se mrzimo sa svima, kao što prekinuo je đubre, pička. Ima ljudi koji ostaju prijatelji i to se najčešće dešava zbog jedne stvari, zato što je jedna osoba zaljubljena, druga nije. To je jedini razlog što ostajete prijatelji i onda ova osoba koja je još uvijek zaljubljena se mora duplo više truditi da pokaže da ju boli kurac i onda se nalazite na kavi i onda ti dolaziš 5 minuta ranije, što full pokazuje da te boli kurac i dođeš 5 minuta ranije i sad se pripremaš kao sad kad dođe, ledeni špricak, ledena kraljica, samo tako je. I onda dođe, potapšate po ramenu kao Bog. I onda odete na kavu i sve što izlazi iz tvojih usta je ti pokušavaš to zaustaviti, ali ne ide. I onda shvatiš da si napravio potpuno suprotno, da si dokazao potpuno suprotno ili dokazala i onda odeš na kavu, šta napraviš? Odeš na večer van sa frendicama i ubiješ tugu u alkoholu i to, i onda se napiješ ko stoka i u 2 ujutro se budi ona hrabrost, ti vadiš mobitel. Znaš kaj, dok ti mene nećeš, pa pička tebi, materina, bezobrazna odjebi. I ti si mu rekla, znaš kako sam si rekla, kaj sam mu sad rekla, znaš, I ti si faca, ali 2 ujutro je, on spava, ni ne zna da je dobio poruku, ali ti ne spavaš, tvoj mozak i dalje radi. I za jedno pola sata, nisam ja to tako mislila, ti znaš da ja tebe volim, pička meni materina bezobrazna. Ајде вака. Имав една професорка у средно, Ќосева Елена, ми предаваше историја на уметност и латински. И кој ќе почнеше реченица со епа вака, одма те прекинуеше, те седнуеше и ти ставаше кец. И ти викаше вака на латински е крава. Не можеш да почнеш реченица вака. Значи, не тираше да бидеме инвентивни и елоквентни. И од тогаш мислам дека до денеска никогаш немам почнато реченица со вака. Еве уште еднаш ќе почнем намерно. Епа вака. Некои работи да си ги ставиме на своето место, на своите места. Пошто гледам има многу така коментираат, не многу, некои коментираат, некои овака, да ви кажам една работа. Ниту еден човек нема да се заколнам од проста причина што сметам дека не сме тука на пазар, па онака ти се колнам ова, ти се колнам ова, од таа причина. Ама мислам дека луѓето треба да си веруваат ако имаат интегритет. Да ви кажам, до сега ниту еден од ВМРО ДПМНЕ во ниту една ситуација не ми се јавил да ми каже пиши ова, напиши ова. Тоа е едно. Втора работа. Ниту еден од ВМРО ДПМНЕ не ми се јавил да ми каже зашто тогаш на тоа видео кажа вака. Или зашто кажа пак вака. Или зашто кажа онака. Ниту еден од ВМРО ДПМНЕ никогаш за ништо ми нема направено притисок од како дојде на власт 2024 година. А на тие што вела дека не сум ги критикувал ВМРО, можам одма да ве демантирам. Оваа секунда. Вчера, памтите, првиот пост видео ми беше за ситуацијата во здравството. За немањето хуманост, за расчојачувањето на здравството кое трае од 91 година навака. Но, вчера, критикувајќи последните 2 случаи што се случија, кај што брзата помош или дежурните лекари соодветно не реагирале по критични ситуации за одредени пациенти, тоа што е, ако не е сугестија, керка ми телефонот и звони. Тоа е аларма. Ако не е сугестија, критика до власта, ти работи веднаш да ги исправи. И сите што се замишани во така неодговорно однесување во здравството да бидат брутално казнети. Пошто сега здравството е под закрила на... Да, тоа се распаја јавното здравство децени, но мојата порака беше до сегашните власти. Направете тоа да не се повторува. Не може да нема брза помош. Не може лекар да не изреагира ако има критично болен, па нека има и 110 години тој. Да рече, ај, одете дома, тама лечете. У превод, аве носете го дома, нема да ми умира сега тука во болница. Моля, носете го таму. Нека си умре тама дома. Тоа беше вчера, колку да ве подсетам, дека јас критикувам и сегашните власти,
Колку пати, кажете ми, до сега сум им критикувал високите цени, цените на основните хранбени продукти. Колку пати сум апелирал, ставете ги под контрола прекупците, накупците, како ли се викаат тие. Ставете ги под контрола цените, овој народ више не може да издржи вакви ценовни шокови секој ден што доживува, особено што она што следи сега, после ова што се случи во Персискиот залив, големата војна која што ќе трае уште, која што нема да прекине утре. Колку пати сум реагирал за... Колку пати имам кажано, знаете, од кога дојде ВМРО на власт до сега, колку пати сум кажал дека треба референдум да се организира, да си се врати уставното име од 91 година на Република Македонија, дека треба да се раскинат најладно договорите со Грција и со Бугарија. Знаете колку пати? Ако пролистате низ моје видеа, ќе видите дека тоа сум го направил минимум 15 пати. Шо е тоа ако не е критика упатена на власта да реагира, да се заземе за себе? Колку пати сум кажувал за ароганцијата, сум се обраќал до највисоките членови на ВМРО ДПМН да внимаваат од тие до нив, од вториот, третиот ешелон, тие да не им мочат у супата, да им ја подкастат ароганцијата, оној што е арогантен, да го тргаат, да не го ставаат пред камери да иритира народ, оној што има многу, па уште се курчи, или што користи многу бенефити од власта и се курчи да го тргаат на страна од медиуми, барем народов да не го гледа, да не се нервира. И самата партија да не се прави ова штета на пиарот. И така натаму, и така натаму. Колку пати реагирав и јавно на телевизија, и вака сум реагирал на министерката за финансии, да проба да направи некои други работи, да не се рчка со луѓето од културата, кои што се вкупно 3000 на број. Колку пати и кажав дека треба да излезе у пресред но она што го бараат луѓето од културата. Дека нормално дека секој од културата, еве од глумци ќе се стаи на страната на синдикатот во смисла на негови барања, но исто така посочив дека и не треба синдикатот да се политизира, да се става на одредена страна, да дозволува политичка партија како што е СДС да го преземе, за да го користи за свој политички поени, дека тоа самите синдикалци треба да го спречат. Јас не сум член на синдикат. Но тоа мене не ми е оправдување да јас не ги оправдувам нивните барања, кои што се за повисоки плати на луѓето од културата, затоа што треба да научи секоја власт дека културата е најголем представник, најголем амбасадор на одреден народ. Не спортот, културата, тука е идентитетот. И дека тоа треба да го сватат, дека не можат секогаш културата да имаат како паричка за подкусување или за објект или субјект врз кој што ќе ги покажуваат своите поименеа, своите ега, своите поименеа, желби за доминација, амбиции. Пај на кога, пај на овие на културава ќе ми се истресеме. Сум критикувал јас многу пати. Као што сум знаел да ги пофалам многу пати. И никој мене од ВМРО ДПМН ми се нема јавено, ниту да бара од мене да кажам нешто, ниту да ми се јават или да ми се закануваат ботови нивни, зошто сега пиша против ова или против она. Зошто сега пишуваш за враќање на името, не е момент. Сум ги искритикувал и за надворешната политика, која сум кажал да не скокаат ко прлиња пред магариња, што се однесува до војната во Иран, до безпричинско, со ништо предизвикано, како да ви кажам, декларативно оправдување
на агресијата на Америка и Израел. Ама зашто ни биле стратешки партнери? Идиотизам сум рекол у видео. Не смееме, сум рекол у видео, да поддржуваме агресорски сили, затоа што утре тоа на нас може да не се случи. Како што и ни се случува, само за нас не им требаат ракети. Другачие нас не држат под контрола 35 години. Колку пати официјалниот став на ВМРО е, нели, официјалниот став. Ние сме за ЕУ, патот на ЕУ, Колку пати сум рекол тука, јас сум контра ЕУ, како што кажам и сега. Јас таа унија, ја сметам за пропадната, приказна унија која што нема иднина, која што ќе имплодира, ќе се распадне самата од себе. Мене никој од ВМРО не ми сел да ми каже: зошто сега ти вака отворено си го кажеш твоето мислење, ние мора јавно барем да се покажуваме дека сме про ЕУ, про. Без разлика што ни ВМРО ДПМН има јасно колку е саат врска со ЕУ. Затоа и не отстапуваат од стоелиштето дека Македонија не смее да ги пушти бугарите во уставот, дека мора, тоа дипломатски речник, да бара гаранции. Знаат у ВМРО многу добро дека гаранции такви нема да добијат. Ниту од ЕУ, уште помалку од Бугарија. Како тоа мислите, вие што мислите, не ги критикувам ВМРО ДПМН? Само исто така ви кажувам дека е многу точно дека никој никогаш притисокот тамо не ми направил од ВМРО ДПМН. За ништо. А ке ме прашате зошто се занимавам со СДС, иако не се на власт 2 и кусур години, колку тамо. Знаете зошто се занимавам? За да не ни се случат пак. Не смеат веќе да ни се случат пак. По никоја цена. Го гледав вчера таа прахосмокалката, која што може да на некоја телевизија беше таа прахосмокалката што она колку што ќе ишмрка, колумбиските картели не можат толку кока да произведат. Он колку што може да ишмрка. Се буса угради СДС, синчето на големиот стратег на СДС, мислам, синчето не, мислам на овој големиот стратег. Политичкиот комесар на Социјалдемократскиот сојуз, неговото синче. Се буса угради, се прави паметен. Премиерот на Македонија гледал само бизнис, и на крај овој му излезе со: дечко, што си кажал овдека кога те фатија како шмркаш, кога ти искочија снимките, дека ќе даеш оставка од директор на Центарот за анализа на СДС. Да, вика, моја изјавата. Што си сега у моментов, вика, директор на Центарот за анализа на СДС. Овие сакате да се вратат? Ова е првосмокалкава. Истите тие ги гледате, ќе даде оставка 5 месеци од некоја функција тамо у СДС битна, пази, значи него го спремаат утре за да биде главен шпион ако дое СДС на власт. Ова е главен разузнавач. Да биде. Очигледно за тоа го спремаат. Сакате тој утре да ви биде, од него да ви зависи безбедноста на цела држава, да дое утре СДС на власт и таа будала да ја стават директор на Агенцијата за национална безбедност, шмркачон, што може да го купите за 5 грама кока. Не, тој сакате да ви биде. Колку има такви ко него СДС, знаете, татини деца ќе даат денес оставка затоа што ќе ги фатат во грев, утре заутре пак ќе ги вратат на истите места. Истите луѓе. Династија. Еднаш не изигра тие гомна предавнички. Со тоа бомбите, со тртмрт, со ова, со она. Не дека власта на Груевски не беше искомпрометирана, искорумпирана, нека не правеа гадости. Помисливме дека нешто може да се смени, дека нешто навистина на боле ќе тргне, дека СДС ја научиле лекцијата, дека ќе дојат на власт и вистина ќе почнат да ги средуваат работите. Што направија? Дојде на власт, тотално ја упропастија цела држава. Ниту едно ветување не исполнија.
Ниту едно. Со мал прст не мрдна. И ви кажав, и за ова сум ви кажал отворено за тој што не слушнал. Ке направам се, у секој момент, да ги разобличам лагите на тие гомна предавнички, само за веќе никогаш да не стапнат на власт у Македонија и пак да не доведат у ситуацијата кој што не доведоа. И ви кажав, можете вие да бидете под не знам какви влијанија, ваше право. Ваше право да си имате мислење. Ваше право да верувате на разни петоколонашки пропаганди у Македонија, вклучувајќи и онаа на опозиционерските партии. Точно и тоа дека у секоја власт има луѓе што доаѓаат Кичановиќ да се нафатираат себе, дека тоа им е најбитно, се препознаваат тие. Политиката ја користат за алатка за брзо богатење, сите го знаеме тоа. Повеќето луѓе затоа влагаат у партија, за утре, затоа што сумнува утре дека ќе дојде на власт и дека Кичановиќ ќе се нафатира со пари. Но исто така треба да бидете свесни дека во оваа власт има луѓе кои што ме битно да ги исправат работите. Во ВМРО ДПМН мора да бидете свесни дека има искрени луѓе кои што исто така им е важно да си зачуваат некои работи што останале како аманет од нивните дедовци, прадедовци, да си го заштитат народот, да не дозволат народот да им страда, да не дозволат народот да им биде понижен. Има такви. И гледате и сами. Ги кажувам тие работи кога работат на ова. Не сме више незаштитени како македонци, како што бевме во времето на Социјалдемократскиот сојуз, кога што секоја шушав дека можеше да брише пот со нас, да не понижува како сака кој ќе дојде. Затоа што тие педерчичи ќутеа, збор не кажа, да го заштитат својот народ, да го одбрана достоинството на својот народ. Истите тие кои денес ви ветуваат дека утре ќе имате стан за сите. Кој факинг стан? Едно ветување не исполнија од она што ветуваа во 2017 кога додаја на власт. На начин како што дојдоа на власт. Едно ветување не оствари. Тие најдоа сега да ветуваат дека наш животите ќе ги направат швајцарски или норвешки. Јас повеќе не можам, лично јас ви зборам, за вас не знам. Не смеам, не можам да дозволам Социјалдемократскиот сојуз пак да дојде на власт. И ќе се борам да ги разбивам нивните дезинформации, нивните лаги, нивните манипулации, со кои што ќе се обидат, се посилно и посилно, периодов што следи, годиниве што следат, да ја свртат симпатиите на јавноста кон себе. И ќе имаат, одма да ви кажам, сесапна помош од сите можни надворешни фактори. ВМРО ДПМН е во моментов се унемилост на тие надворешни фактори. Знаете зошто? Сте се запрашале зошто? Кога некој од вакви мали земји е во немилост на моćни надворешни, помоćни од нив надворешни фактори, држави, елити, центри за моќ. Кога? Кога не им оди по кефот, кога сака да си тера своја политика, кога сака да си го заштити своето. Малце логика треба да се употреби. Зошто? Кога ќе кажат вие здесь, ВМРО, никој горе не го играат, оние тоа прават, ја вртат на глава, прават спин. Не затоа што ВМРО, они кои прикажуваат тоа ВМРО се лоши, дури ЕУ не ги сака. Обратно, тука е спинот, тука е пропагандата, тоа е она надворешни сили кои им се мешаат у пропагандата на СДС. Вистинското толкување на тоа не ги сакаат нашиве што се на власт, затоа што не им одат по кефот, бе луѓе, многу е просто. Така размислуваат моćните, не им одиш по кефот, сака да те уништи. И ќе употреби сите можни внатрешни предавнички фактори тебе да те уништи.
Кажете ми, кој друг, еве СДС ги знаеме кои се, кој друг утре би ги наследил ВМРО ДПМН и подобар би бил од нив у моментов? Кој друг, ајде, кажете ми некој. Знам на кој ви текнува. Гола вода. Гола вода. Не дај Боже такви утре да ти дојдат на власт. Не дај Боже. А дека секогаш ќе имат користолюби, медиокритети, подпросечни, кои што ќе сакаат да профитираат од членство партија луѓе, ќе има. Било која партија земете у било каде, у регионов пошироко. Луѓето претежно, повеќето влегуваат у партија. Зборам за оние од лични побуди за ситуирање, за ова, за она, да вработи син, ќерка, не вработени му се. Тој познат клиентелизам од кој што не можеш да се ослободиш. Останатите влегуваат со поголеми соништа, поголеми амбиции. За 4 години да земе некоја таква функција кај што ќе може да натепа уште 10 милиона од проценти, од аванти, од појма немам што. Но не заборавајте, исто така таа партија у моментот ВМРО ДПМН ја води државата, па не може сите да се тамо за Кичановиќ унутра. Да бе, да, луѓе на секој му прија моќ, фотелја, позиција, лагодност, пари поише, жени, добра храна, добри пијачки, скачање, овона. Ама немојте да мислите дека нема луѓе кои што имаат и некои малце повисоки приоритети. Да, и он сака да пивне, да късне, да ебне, нормално човек е. Ама немојте да мислите дека нема луѓе кои што не се продаваат баш така лесно. И кои што навистина им е битно да ги средат работите. Важно има. Има честни луѓе кои што се на важни места во моментов во држава. Затоа јас им го зборам ова. И они веројатно многу добро знаат зашто ја им го зборам ова. Затоа што ја добронамерно и кога ги критикувам, добронамерно ги критикувам. За да исправат, за да не ги прават грешките што ги правеа у минатото. За да не си шутираат, за да не си даваат автоголови. Јаеве поминаа 2,5 години од кога дојде ВМРО на власт, колку поминаа, може и јаче, не знам. Трета се на летово ќе биде. Ти функција ова, де се директор, не? Ме стаја ли негде директор? Станав ли член на ВМРО ДПМН? Влегов ли у парламент, у совет на општина? Која функција ја имам јас сега? А и се друге спинот. Ти ступија, не ти дадоа ништо. Тачно, не ми дадоа ништо. Знаете зошо? Па затоа што не сум побарал нешто. Па за да ми дадат. Ама исто така одговорно ви тврдам дека не ми се мешаат. Не ми се мешаат. Ете, тоа, знам дека без везе е вака кога кажеш некои работи, да е како некој вид на правење, човек кој се прави, тоа е секогаш како да ви кажам, јалова работа. И знам дека тој што има намера да ме нападне, пак ќе ме нападне. Овај да го види 100 пати му влегло, низ едново му излегло, низ другово. Ама јас со нив точно сакам да расчистам. Да знаете зашо и понатака ќе ги имавам СДС. Затоа што знам, а у исто време ќе гледам да им отварам очи на овие сега што се на власт, ВМРО ДПМН, да не се заебат кој што се заебаа. Тогаш па не ги донесоа
СДС на власт. И само малце треба да се отворат. 100 пати сум им рекол, сведоци сте за тоа. И да сега тоа го прават добро. Слушајте го народот. Народот не е ниту глуп, ниту прост, како што сака да го прикаже у своите писанија на идиот СДС-емовски што се прикажува како новинар и кој што од дното на душата има презир кон македонците, кон својот народ, затоа што веројатно самиот е патолошки сфрустриран. Слушајте го својот народ, нема да милион пати му кажам. Од моментот кога дојдоа вечерта на власт, јули, кога беше тоа таму, појма не. И народот ќе застане зад вас, кој ќе ви биде најтешко. Тогаш сите ќе застанат зад вас. И нема да има таква сила меѓународна, како сакате кажете. Која што ќе се дрзне пак да ве нападне како што знае да нападне. Ниту ќе има внатрешна пета колона и квислиншка опозиција на која што ќе им фати плот нивните заверенички планови против државата и против македонскиот народ. Какви сака лаги нека измислат. Може да ни ветуваат и по 10 стана ќе добиеме гратис ако дојат на власт. Джаби ме све, никој више не им верува. Ето тоа. Да не ве тупаме, имајте убав ден.